Ние носиме закони и устав, именуваме устав и јас сакам да кажам дека ако во уставот не постои подпредседател, не постои заменик министер, тогаш тоа е проблематично од уставно-правен аспект. Демократски дилеми многу имам. Првата е во поглед на жените, се разбира. Демократска дилема е, ако немате влада во која се води сметка за родовата рамноправност, тогаш имате демократски проблем, оти женските права се човекови права. Демократска дилема, ротирачкиот рингишпил. Демократијата значи можност еднаква на сите да дојдат на определени функции. Ако вие 20 луѓе само имате, тогаш имаме голем проблем. Значи, молам? Да, значи... Ви истече времето. Не ми истече времето. Ви истече. Сега, и околу, само последното, околу, видете, Не погледнете значи, во бројчаникот, ви истече времето. во Словенија, во Хрватска, каде што има вакви одредби, кога ќе станете министер, ви мирува кариерата. Не можете тогаш на својот факултет или да магистрирате, да докторирате, да ве изберат во професор. Јасно ви е зошто? Како сите научно цветаат кога ќе влезат во министерските функции, а тоа тогаш немаат ни регуларно образование. Реплика